Денес през зградата на општина Струмица се случи политичко парадирање на членовите на Советот на општина Струмица од редовите на ВМРО-ДПМН, кои во улога на некакви душегрижници за развојот на општината одржаа пресконференција, по која доставија барање со листа на предлог проекти за буџетот на општината за 2016 година. Таквото барање го доставија, замислете, и до Советот на општина Струмица. Тоа значи дека советниците од ВМРО-ДПМН си доставуваат барања сами до себе со оглед на тоа дека се рамноправни чинители во донесувањето на одлуките на Советот. Се поставува прашањето дали советниците од ВМРО-ДПМН не планираат да присуствуваат на седницата на која ќе се донесува буџетот на општина Струмица. Ако присуствуваат, тогаш зошто им беше потребна денешнава парада, кога сите предлози можат да ги предочат на самата седница. Инаку, од првото читање на поднесените предлози станува совршено јасно дека советниците на ВМРО-ДПМН се изгубени во времето и просторот, на што укажуваат бројните паушални и недефинирани предлози, неколкуте констатации за наводни проблеми, без предлог решенја и слични недоследности. Наместо сами на себе да си одговорат зошто на одржаните средби по местните заедници им доаѓа едва и по неколку граѓани кои се бројат на прсти, како соодветен одговор на прашањето што мислат граѓаните за политиките на ВМРО-ДПМН, советниците денес неуспешно глумеа загриженост за прогресот на најпрогресивната општина во државата. Добро е што сепак признаа дека градоначалникот минатата година им прифати значаен дел од нивните предлог проекти, што не е случај во ниедна друга општина во Македонија, каде локалната власт е во рацете на ВМРО-ДПМН. Што се однесува пак до оние малку нереализирани проекти, ја информираме јавноста дека тековната година се уште не е завршена